Измамничко сценарио за изнуда на пари преку инсценирани сообраќајни несреќи по Свети Николе, Скопје и Велес се применува и во Штип. За време на викендот неколку пензионерски семејства биле вознемирувани на фиксен телефон од страна на измамници кои се обиделе преку адаптација на глас и доза на драматизирање да доловат амбиент дека полнолетен внукот син направил сообраќајна несреќа и притоа повредил дете. Измамниците се представиле како родители на детето кое настрадало во сообраќајката која наводно ја предизвикал внукот на пензионерката. Измамниците, ставајќи се во улога на жртви, гневно преку фиксниот телефон, побарале оштета од 10.000 евра како надокнада за претрпени телесни повреди на детето кое наводно било удрено со автомобил од страна на внукот на пензионерката. Доколку не им биле исплатени побараните пари, ќе уследило киднапирање на внукот на пензионерката, кој веќе бил однесен во непознат правец. За да биде убедителен, измамникот ја навел и марката на автомобилот кој сопственикот на наводниот сторител на наводната сообраќајна незгода ја го управувал. Што се случило понатаму не може да посведочи жртвата на овој обид за измама, во овој случај поимотна пензионерка од Штип, бидејќи по овој разговор истата се онесвестела поради инвазивна хипертензија. Овој неуспешен обид за изнуда на пари не е единствен, велат од МВР Штип. Оттаму напоменуваат дека ваквите измами и обиди за измами се зачестена појава која се копира од светските јутубери. Од МВР со апел до сите граѓани да внимаваат на овие обиди за измама и да ги идентификуваат броевите на ваквите измамници со цел полесно и понавремено откривање на оваа криминално организирана група.